Новиот надвозник од автопатот Миладиновци што треба да повразе неколку села, без куќи и штали, ќе ги остави дел од жителите на Светиниколското село Кадрифаково, тврди местното население, кое денес излезе на протест. Бараат проектантите да го вратат првичниот проект, бидејќи со сегашниот, со кој се предвидува трасата да поминува низ селото, без нивна согласност државата им узурпира приватни имоти. Имам проблем, што немам излистување, ништо нема. Дојде јас да видя колците тачно насред. И бутат, и штала, и кој ќе имам до 2 метра. И тие машини кои ќе почнат да работат ќе падне куќите. Без да ми известат, без ништо и коле се ставена. Па да видите што се прави, како узурпират улицата. Како германци доаѓаат со тенкови да окупират Југославија. Одат таму нивни службени лица, закувуваат колци во дворови, бележат од шталата треба да бутат, од куќата на некој да му бутат. Па тоа е катастрофа. Мештаните тврдат дека на селото му се заканува и суша, бидејќи трасата од надвозникот ќе минува над главниот цевковод од водоводот. Друг проблем е тоа што селото и нема алтернативен пат, па мештаните секојдневно ќе треба да го преминуваат автопатот. Како го правија новиот пат, ние ќе немаме станица. А не можеме да идеме никаде, ќе бидеме отсечени многу од патот. Едино, например, ако оќат и ги молу на главните да дојдат да го направат стариот пат и да ни пуштат автобуска станица. Жителите на Кадрифаково најавија блокирање на патиштата, доколку и понатаму продолжи игнорантниот однос на надлежните.